Сега ќе се заблагодарам на гостинката која што ни пристигна буквално од дневна во нашата дневна. Така е. Здраво. Да, добро утро, дека ви е пријатно во нашата дневна соба и многу ми е драго што ете на туристите имаме можност да покажеме како се спојуваат културите. Руската, така, и македонската. Баш така. А јас Татјана Дешко е нашата гостинка ова утро. Добре ни дојде. Фала, добро ме најдовте. Нели? Кажа дека малку потешко ти е станувањето, но затоа ќе те расониме со нешто да се напиеш. Може ли, Да, Татјана? сите се прашуваат како се будиме ние во утринската толку рано. Меѓутоа, еве, со кафе, чај, да, со ритуали. Јас како русинка ќе пијам чај. Чај, браво. Веднаш ќе ви подготвам. Татјана, ќе зборуваме, насловот ни е многу едноставен. Како се ужива во дневна. А имаме многу повеќе начини и активности кои што ги имате во дневна за баш токму едно убаво опуштање, дружба, социјализација, разноразни активности, па и сега и во летните денови, без разлика на температурите, воопшто не спречуваат за да имаме убава дружба во дневна. Ајде малку за дневна нешто повеќе. Од кога е дневна? Па дневна, уствари како идеја се родила повеќе од 2 години, мислам, ама сега година и нешто функционираме како сега функционира дневна, затоа што толку време барав некој концепт, како што ќе биде, и сватив дека уствари најдобар концепт е луѓе, затоа што луѓе тие што доаѓаат таму во дневна, сите, не знам на кој начин, ама се наоѓаат своји. И тие што доаѓаат се стануваат своји, се здружуваат многу. И јас мислам дека единствено јас што правам некој микс на интереси кога објавувам, да речеме, денеска ќе биде интерес како ден посветен на, не знам, игри, посветен на квиз, посветен на нешто готвење, посветен на мафија или на базар и како што кажав, имаме навистина многу разноразни активности. Разноразни, Еве ќе издвоиме и неколку и додека ние разговараме ќе одат и фотографиите токму од вашите настани и случувања во дневна, од нашата дневна соба да се преселиме сега и во вашата дневна соба, па ќе видат и гледачите зашто ние точно зборуваме, па можеби и многумина од нив, затоа што без разлика на годините, како што можев да забележам, има и толку и возрастни пензионери кои што земаат учество во дневна и си уживаат во нивните пензионерски денови на било каков начин кои што сакаат да си искажат, дали во плетење, дали во готвење, дали во поезија и така натака. Па еве ќе погледнеме се какви активности има во дневна или ќе се потсетиме. Еве сложувалка. Сложувалка, па да, сложувалка е една од игри што имаме, уствари таа не е најчесто играна. Леле, јас без научари многу лошо се гледам, ама многу уствари од овие игри ги нема тука, а ги носиме од Русија. И некои од нив ги преведувам, а сега баш имаме нов проект со игри со вашата компанија Гоблин, продавница за игри, што исто прави, преведува многу интересни игри и сега секој месец ќе бараме од нив некоја интересна друштвена игра и уствари Поздравите Владимир. Важи, да, таман со Владимир зборевме сега пред неколку дена. И во петок, по петоци најчесто правиме активности со игри. Така. И во петок ќе имаме прва игра со која што отвараме овој проект, ќе биде Code Names. И така што повелете, само најважно затоа што простор ни е многу мал и затоа секој настан доста посетлив и треба само да... Но затоа бара и да се проширите. Па, така, спална, кујна, што друго. Така, да. Цел стан ќе направиме. Меѓутоа, така, еве, како што и кажав, можеме да забележиме дека навистина постои еден голем интерес за една прекрасна, убава социјализација, но пред се и кажавме дружба без разлика на возраста. Твојата жилба токму е тоа потикната преку игри, преку разни активности. Еве, јас забележав кај тебе само што дојде веднаш праша, чие дело е оваа кошничка со изработки на свеки, за да ти дојде идеја за да таа што ни ја подарила да биде дел од овие активности на свој начин. Ова ме потсетува во детството овие некои игри, меѓутоа можеби не се истите, но јас многу сакав да играм на љути се човече, а многу се лутев. Имаме не лути се човече. Се надевам ако дојдам нема да се лутам како порано што било, но ќе пробам да видам дали ќе биде така или не. Ова каква игра е, многу ми е интересно. Ова се вика Mastermind. Играта многу интересна и исто повеќе луѓе може
можат да играат од двајца до повеќе, погодуваш како кодови, уствари ти развива логика. Така. И ти треба да погодуваш која боја одбрал твојот, како се вика тоа, противник? Противник, така. Да. Или противник, или ете заедно, со кој заедно си ја играме играта. Да. Меѓутоа, еве оваа куќички ги фарбавме исто со една прекрасна лиде што водеше таа работилница. Дрвени куќички. Еве, да, можност. Ова е исто игра. Како може младите да се социализираат, да се дружат. Так. Сега браво, Оле, како да ми ја прочита мислата. Сега тоа сакав да се насочам. Значи, од кои генерации најмногу имаме во дневна со своји активности? Деца. Што најмногу сакаат возрастните, а што најмногу сакаат можеби помладите генерации? Ајде малку и околу тоа. Од досегашното искуство. Да, например, деца, баш деца, студенти доаѓаат најчесто на различни игри, затоа што стварно ги имаме многу и затоа што ти можеш да ги земеш и без пари да играш таму. Ментална гимнастика. Да, и многу сакат да се дружат на тој начин. Јас уствари многу се радувам затоа што во дневна никогаш, скоро никогаш стварно не гледам луѓе кои што седат со телефон, да речеме еден со телефон и друг со телефон, демек искачавме. А ова е стварно искачување, фала многу. Ова е искачување како се вика тоа, непродуктивно, а стварно социјално, стварно ти да гледаш во очи, во живо, да го чувствуваш човек и да, не знам, ние уствари правиме и плюс некој настане за запознавање на луѓе, тоа не баш, не знам, женско и машко, а тоа повеќе запознавање за дружење. Да, за дружење. И ми кажуваат, ми пишуваат луѓе, тоа до солзи уствари, кога кажуваат дека дневна, благодарајќи на дневна, не знам, најдов еден пријател што сега со него цело време се, не знам, одам на кај Охрид, се враќам, правиме некои пикници. Некои луѓе ми пишуваат дека му сменевме живот, дека бил многу, му беше тешко и имало некоја тага, а сега уствари одневно од тие луѓе, стварно јас ништо не правам, буквално, затоа што луѓе што доаѓаат таму сами градат некоја заедница, да речеме. Си се препознаваат едни со други, затоа што и ние нели кога ќе се запознаеме со некој веднаш знаеме дали енергијата ни или не допира до нас или не допира до нас. Едноставно секој си знае за себе нели што му одговара. Меѓутоа, она што ти го велиш дека јас ништо не правам, јас па напротив мислам дека ти многу правиш, затоа што твојата енергија е таква, еве и јас би посакала да бидам дел од дневна поради тебе, па потоа што ќе се развива понатаму, нели, какви дружби, какви запознавања, социјализации ќе има, зошто да не, луѓе сме, јас мислам дека убаво кажа во последно време сите кога гледаме и седиме дали во ресторани, дали во кафулиња, дали некаде на прошетки, телефоните не ги испуштаме од рака. А вака кога имаме активни игри и се гледаме како што кажа контактот со очите. Е многу важен, затоа што и така се создава енергијата, се впива и се создаваат пријателствата. А на тебе да ти кажам дека мислам најмногу ќе ти биде интересно читање на драми. Сега почнавме ново и читавме, веќе две прочитавме драми, ама стварно тоа е неверојатно кога за една маса непознати луѓе седат со една книга и читаме по улоги и најглавно дека после не сакаме да си одиме дома затоа што сите сакаат да дискутираат, сакаат да ти откриам колку како психолог си, а сигурно и дека имаш некоја допирна точка, затоа што токму јас тоа и го правев секогаш во училиштата на патронатите. Ги отворав патронатите со рецитирање и читање на драми, и читање литература и на час секогаш професорката по македонски која што ми беше, ја поздравувам и велеше ајде Слободанка отвори и читај. И сите беа така. Еве, таман, значи те погоди. Да, погоди, јас сум воодушевена како тоа го погоди секоја чест, да. А ние зборевме? Не, ова е спонтано, ова е навистина спонтано. Ајде овие последните минути малку да ги искористиме и за тебе. Лично да те запознаеме, еве гледачите слушаат дека акцентот малку зборување, одлично зборуваш македонски. Секоја чест за тоа. Се трудам со другари и со учители. Па ете со социјализацијата уште повеќе, секој ден се нешто нели дознаваме, како што кажа и ти Скопје го запознаваш и се нешто повеќе те воодушевува од Скопје, како што мене ме воодушевува Москва, но се уште не сум била. Повели. Уствари толку луѓе сакат да дојдат во Москва, мислам толку љубава енергија има
таа Москва, вака кога ја гледам ме впива. Има. Да, Па верувам. можда сега ќе збореме исто, ќе направиме некој проект како организација на тура, само ќе видиме. Па јас да дојдам да читам драми. Ајде. Да. Кажи ми еве малку нешто повеќе за тебе. Ти ни доаѓаш од Русија, од каде поточно, од кое место? Од Москва сум. Баш од Москва израснавме. Како е од Москва во Скопје да се дојде? Значи, во Москва многу одамно, пред повеќе од 20 години, запознав еден прекрасен режисер, кога работев во театар. И тој режисер испаднало дека бил македонец. И со тој режисер, уствари, направивме убава фамилија, имаме 2 деца. Живи, здрави, браво. И во еден момент решивме за да дојдеме тука во Македонија, некое време да поседеме, да видиме, затоа што имаме куќа, имаме многу другари, многу прекрасни луѓе тие што живеат тука. И сега веќе скоро 4 години сме тука во Македонија и така, уствари не е баш само тука, пак шетаме нешто, правиме. Меѓутоа стационирани сме, да кажеме, со живење да, тука. Ама затоа што се бавев порано со театар во Москва и таму работев уствари. Не сум актерка, како менаџер и уствари тука во Македонија во 17-та година правев еден голем проект кој што поврзан со Иван Поповски, со сопругот ми правевме проект Иван се враќа дома, кога носевме неговите представи тука. И се донесе сопругата. Па еве, сега Иван ме донесе и мене. И сега малце да видам што можам јас. Убаво што те донел тука, вака да не шириш позитивна енергија и да ги социализираш луѓето и да шират повеќе љубов, затоа што во последно време да не зборуваме сега за негативни работи, затоа што разговорот толку ни е позитивен, меѓутоа има некои луѓе кои што треба малку повеќе да се социализираат и да им подариш повеќе љубов за да знаат дека се уште постои нели светот во една убава светлина. Па гледам дека не забележуваш и драго ми е поради тоа на руски. Мислам дека еднаш во нашата утринска програма те имам прашано, но еве и сега многу убаво мене ми е рускиот јазик многу симпатичен. Многу убаво ми звучи не дека рускиот јазик така. Како би дошло добро утро секое утро? Многу личи уствари на македонски. Добра утро, каждое утро. Ете, колку убаво звучи. И ајде сега за дневна, каде се наоѓа за крајот некаде од нашиот разговор. Сите оние кои што еве од она што имаа можности да го погледнат како вие таму се дружите со разни активности, ако ги набројуваме видеа некои од нив ги има навистина многу и секој може да се пронајде во своето, како што јас ме прочита дека може да се пронајдам во читањето. Како да ви сконтактираат и да бидат дел од дневна? Значи, прво дневна се наоѓа во Трговски Олимпико, тој е во Тафталиџе, многу близко до студентскиот дом. Дневна, уствари, работи не само кога имаме настани, а дневна отворена. Сега имаме летно работно време, отворена е од 5 до касно, на вечер, до 12 скоро, така што повелете на кафина, на убави лимонади, на десерти. Имаме различни работи. Како за контактират уствари за некој настан, ако имате некој настан на нашата страница и во Facebook имаме и во Instagram, ако видите нешто интересно, одма има таму и контакт или како се вика тоа во директ. Идеи да споделат можете исто. Идеи, да, исто тоа правевме собиранка со луѓе кои што ракотворци и уствари од нив да земаме некои идеи, ако сакат тие да прават некој како да речеме еве за свеќе работилница во дневна, сакат да водат, знаат да пренесат некое свое искуство. И тоа исто како што ме праша за ова кошничка што ја имаме за свечичките, тоа е Сања Митева еве од Штип на пример. Ќе ја споменам затоа што сме и многу благодарни, таа изработува се со љубов и убаво и уметнички убави слики си црта, значи може да се биде дел од дневна со своите дела. Секој може да биде дел од дневна, повелете. И колегата може да биде дел од дневна. Да, се случило да заграна. Тој е бивши играец. Може некој оро да ги научи таму да играат, да. Да, дали се случило од толку што им е убаво како дома да се задремат? Не, ама за тоа имаме следна идеја за спална. Ако некој сака. Немаме уште такво место каде што може да
како кај вас, да речеме, овој кауч. Така, Татјана, многу ти благодарам што ни го разубави утрото и ти посакувам многу успешни и реализирани идеи во иднина во Дневна, па се гледаме со Фала, Слободан. и таму на лице место. Ние се шетаме студио до кај вас и така натака. Така да се гледаме повторно. Обавезно. Мило ми беше. Фала. Ви благодарам и на двете за овој прекрасен инспиративен разговор и можноста нашите граѓани да го посетат овој локал преку погледот и идејата на еден странец што создава кај нас